Почитување, драматично е што владата, институциите и пред се Министерството за информатичко општество и администрација молчат за вработување на 6000 партиски војници на товар на државата. Постојат огласи за 6000 вработувања во државна администрација за кои не постои место согласно годишните планови за вработување, а кои ќе бидат на товар на буџетот. Со ова се атакува на мерит системот, се дерогира целиот систем и се кршат препораките на Европската унија за вработување по заслуги и кариера. Владата вработува 6000 партиски војници, тоа е најголемиот бран на вработување во јавната администрација кој некогаш е направен. 6000 нови вработувања ќе бидат на терет на буџетот, пари кои наместо за капитални проекти ќе се трошат за плаќање на партиски војници. СДСМ ја преполнува администрацијата спротивно на сите препораки на ЕУ и надвор од реалните потреби. Јавната администрација се полни со спротивност со законот за вработување за јавниот сектор. Лицата се ангажираат со времени договори, неконтролирано и неосновано, и сите се преку агенции за привремено вработување, со цел избегнување на тестови кои истите се должни да ги положат доколку вработувањето оди по редовен пат. И додека се случува целото ова беззаконие, Државниот инспекторат за труд, Државниот управен инспекторат и Државниот завод за ревизија молчат. Целиот државен апарат е ставен во функција на незаконието, на Заев и криминалната клика околу него. Овие вработувања не се планирани со годишните планови за вработување и имаат за цел на шверцерски начин да ја преполнат администрацијата. Власта која е фатена во незаконие се уште не одговори на прашањата кои ги поставивме. Затоа уште еднаш ќе прашаме: колку лица се ангажирани преку Агенцијата за привремени вработувања и по кој основ од законот за вработените во јавниот сектор? Зошто МИО дозволува ангажирањето на работниците во институциите да биде надвор од регистарот? Колку инспекцијски надзори извршил Државниот инспекторат за основите по кои се отстапени работниците од Агенцијата за привремени вработувања? Колку инспекцијски надзори извршил Државниот управен инспекторат за отстапените работници од агенциите за привремени вработувања? Дали се во согласно со правилниците за систематизација и дали отстапените работници ги исполнуваат условите за работното место за кое се ангажирани? Власта мора да одговори на овие прашања. Граѓаните мора да знаат каде завршуваат парите од даноците и другите давачки кои ги плаќаат. Благодарам на вниманието.